Се уште нема видливи резултати за граѓаните од реформите во судството, вели Калтрина Селими од Националната фондација за демократија во Вашингтон, коментирајќи дали истрагата рекет ќе биде тест за функционирање на правната држава. Било кој процес кој што не донесува значителни резултати во рамките на доброто владење на правото, враќање на довербата на граѓаните во државните институции, во политичките процеси, изборните процеси, и исто така убедување дека постојат домашни капацитети и волја да се спроведат и имплементираат овие реформи, се уште е голема дискусија во јавноста во Северна Македонија. Иако реформскиот процес не се случува преку ноќ, Европската Унија сега очекува зголемен политички диалог и транспарентност на институциите пред одлуката за почеток на пристапните преговори, вели Селими. Според неа, не треба со сигурност да се очекува дека датумот ќе биде добиен во октомври. Европската Унија очекува за ова неизвестност за иднината на специјалното обвинителство да се расчисти. Доколку не се расчисти истото, дури најсигурните европски земји членки на Европската Унија може да се разниша нивната поддршка. Конструктивно учество на опозицијата во овие диалози носи порака за зрелост на партијата сама по себе, вели таа. Да се подели самата одговорност на решенијата кои што се носат на национално ниво. А дека има знаци на зрелост во општеството, вели таа си последните реакции на јавноста по изјавата на премиерот Зоран Заев, во која тој користи несоодветни зборови за новинари и ЛГБТ заедницата. Самата идеја дека може да се реагира слободно против овие појави или било што кој што не се согласува мнозинството, тоа е знак на зрелост, дека достигнуваме едно ниво на зрелост, но не значи дека и сме каде што треба и да бидеме на тоа ниво. Селими е оптимист дека државата ќе стане 30-та членка на НАТО, ако се земе предвид дека досега 26 земји членки го имаат започнато овој процес, од кои 18 ги имаат целосно завршено и депонирано нивните одлуки. Сепак, вели таа, за влез во Европската Унија ќе биде потребно да се спроведе широк опсег на реформи за владење на правото, како и да се покаже институционална и политичка зрелост.